Добар ден, ова е вашата училница, а јас сум Весна Пупучовска, одделенски наставник во Основното училиште Александар Турунџев, село Кукуречани, Битола. Денешниот час по природни науки за трето одделение има наслов Како може да ги одредиме боите. Застанете го видеото и запишете го насловот во вашите училишни тетрадки. Што ќе научиме денес? Денес ќе научиме да го истражуваме нашето сетило за вид и начините на кои што го употребуваме. Ќе поставуваме прашања во врска со сетилото за вид, ќе ги откриваме и именуваме боите, ќе научиме дека треба очите да ги чуваме здрави. Што ни е потребно за овој час? Потребни ни се математички стапчиња во различни бои или логички или математички плочки во различни бои, но и ако имате, може да употребите и шпатули во различни бои. Потоа, потребна ни е кутија за секоја боја, часовник или пак стоперица со кој ќе го мериме времето. Може да ја употребите стоперицата од вашиот мобилен телефон. Што треба да направиме? Треба да ги фрлиме стапчињата или логичките плочки на масата. Потоа, треба да ги собирате и да ги ставате во соодветни кутии. Треба да го измерите времето што ви е потребно за да го направите тоа. Доколку сами не можете да го мерите времето, тогаш побарајте некој од вашите родители да ви помогне. Кои се правилата за играње? Правилата за играње се дадени на овој слайд. Но, пред да ги прочитаме и да ги објасниме, застанете го видеото и прецртајте ја табелата која што е дадена на овој слайд. Значи, нацртајте една табела која што има 4 колони. Во првата колона запишете ги боите на вашите стапчиња или математички плочки. Може би се 3, 4, 5. Потоа, во втората колона запишете време 1, тоа е времето на првиот обид, третата колона време 2, тоа е времето на вториот обид и четвртата колона, тоа е времето на третиот обид. Покрај оваа табела има уште една малечка табела, тоа е оваа овде, а се однесува на сите стапчиња во сите бои заедно. Исто и така има прв, втор и трет обид. Значи, откако сте ја нацртале табелата, продолжуваме со активноста. Што треба прво да направите? Фрлете ги стапчињата на масата, собирајте ги и ставајте ги во соодветната кутија. Измерете го времето и запишете го во оваа табела овде. Активноста повторете ја неколку пати и запишете ги податоците. Втората активност е фрлање на стапчињата и собирање на секоја боја одделно. За секоја боја запишете го времето на собирање. Споредете ги податоците. Која боја најбрзо ја собравте? Која боја ви беше најтешко да ја соберете? Повторете неколку пати за да ги подобрите резултатите и да извршите нови споредувања. Следната активност се вика кои бои ги има на сликата. Вие треба да ја погледнете оваа слика овде, да кажете што има на неа и да ги именувате боите на таа слика. Значи, застанете го видеото и направете го тоа. Што можеме да кажеме? Можеме да кажеме дека ова девојче носи жолта маичка и бели панталони, а игра со виолетов балон. Момчето има црвено маиче и сини панталони. На него се наоѓа зелен и син балон. А која е оваа боја? Тоа е жолта окер боја. Вие можете да одговорите каква е бојата на облаците, на небото, на тревата, на кучето. На оваа слика се дадени боите. Тоа се сина, розева, жолта, зелена, црвена, виолетова, црна, кафеава и портокалова боја. Сите овие бои имаат свој посветли и потемни нијанси. Што ни помогна да ги одредиме боите на она што го гледавме? Како ги одредивме? Значи, очите ни помогнаа да кажеме каква е бојата на се она што е околу нас.
Со помош на очите можеме да видиме што има околу нас, каква боја има она што е околу нас, каква форма има, дали е големо, дали е мало, дали е блиску или далеку. Така можеме да кажеме дека небото е сино, облаците се бели, дрвјата и тревата се зелени. На оваа слика долу се дадени боите кои што можеме да ги видиме со нашите очи, значи спектарот на сите бои. Вие сега застанете го видеото и погледнете ја оваа слика. Откако ќе ја погледнете, кажете што гледате на неа. Значи, кажете и тоа што го гледате во која боја е. Каква е облеката на децата во која боја, какви се книгите, ранците, природата и друго. Во врска со овој час можете да играте една игра која што се вика Микадо. За таа игра потребни ви се специјални стапчиња Микадо, но може исто така да се игра и со математичките стапчиња во различна боја, или можете да употребите бамбу стапчиња за скара. Како ќе играте? Ќе ги земете сите стапчиња и ќе ги фрлите или на масата или на подот. Потоа земате едно стапче и со него се обидувате да го оделите од другите стапчиња. Едно по едно, без да ги помрдните другите. Доколку играте сами и изгрешите, продолжете со играта. Но ако играте со други, со вашите братчиња, сестрички или родители, тогаш, кога ќе погрешите, треба да игра следниот играч. Кога ќе погреши вториот играч, игра третиот играч. Која е целта на оваа игра? Целта на оваа игра е да соберете што повеќе стапчиња. Значи, победник е оној кој што ќе собере најповеќе стапчиња. Очите треба да ги заштитиме, односно треба да ни бидат здрави. Тие се многу важни за секој човек. Треба да ги чуваме од повреди, од силна светлина, при работа со одредени алати. Некој носи наочари за да може подобро да гледа. Например, на овие слики овде дадени се деца кои што носат наочари. Ова дете додека игра носи наочари. На ова дете, за да чита добро, потребни му се наочари. Девојчето носи наочари преку цел ден, па затоа и кога ги полева цвеќињата ги носи наочарите. Верувам дека знаете што носи ова дете. Какви наочари носи? Тоа носи 3D наочари, затоа што се наоѓа во кино и гледа 3D игран филм или 3D цртан филм. Ова девојче носи заштитни наочари, затоа што ракува со хемиски материи кои што можат да прснат и да ги повредат очите. Децата кои што се капат во морската солена вода носат наочари кои што ги штити нивните очи од солената вода. Во зима, кога сонцето е силно, кога силно свети, а има многу снег, тогаш светлината се одбива од белиот снег и му пречи на нашите очи. Затоа тогаш треба да носиме заштитни наочари за скијање или пак обични наочари за сонце, како што носи ова дете во лето. Дали нашите очи се здрави и како можеме да ги провериме нашите очи? Дали добро гледаме? Нашиот вид го проверуваат лекарите на систематскиот преглед или пак тогаш кога одиме кај очен лекар. Погледни ги сликите и кажи што гледаш на нив. Например, на овие слики се дадени примери на она што лекарите го прават додека ги прегледуваат нашите очи. На овие сликички дадени се кругови со различни бои, значи точки со различни бои. Меѓутоа имаме различни бои, во нив е напишано нешто. Например, овде го имаме бројот 2, па 8, 9, 12, кој што е најтежок за откривање, 14 и 15. А овде имаме едно срце. Со вакви сликички докторите проверуваат дали ние ги разликуваме боите, дали нашите очи се здрави. На долните 3 слики дадени се примери како докторот ги проверува нашите очи. Значи, знаете, сте биле на систематски преглед, го покривате едното око со раката и читате што е напишано на таблата. Може да бидат броеви, кругови или букви. Секој следен ред е поситен од претходниот.
Докторот ќе знае дека нашите очи се во ред ако ги прочитаме сите броеви и сите букви. Но, ако нешто не можеме да прочитаме, тогаш тој ќе знае дека ние треба да носиме наочари. Што научивме денес? Денес научивме дека окото е орган на сетилото за вид. Окото е парен орган. Секој човек има по 2 очи, односно велиме еден пар очи. Со помош на очите можеме да видиме што има околу нас. Со нив ја одредуваме бојата на она што го гледаме. Очите не треба да ги триеме, треба да ги чуваме од повреди, од силна светлина, да ги заштитиме при вршење на одредени активности. На некои луѓе им се потребни наочари за да може подобро да гледаат. Треба редовно да одиме на очен лекар за да провериме дали нашите очи се здрави. Ова можете да го запишите како план во вашите училишните тетрадки. Се надевам дека денешниот час ви беше интересен и дека игрите во него ви беа интересни и ќе ги играте и друг пат. До гледање!